Maleševijata go gubi prepoznatljivi od brend Maleševsko to jagne i sirenje, dva ta proizvoda po koji ovoj kraj beše poznat. Praznenje to na sela, tag isprazni i trlata, pa od nekogašnite stotici stada ovci sega ima odvaj 20. Stočarството изумре. Нема ни стока, нема ни ништо. Овци имаше много овци, некаде 4-5 илјади имаш овци, ама са нема. Са секој продава, нема. Бегаа се на странство, младите се ни ојдеа, нема млади веќе тука. Се ојдеа за Германија, за пространство, ојдеа за пари. Тука не се живее. Големо влијание за намалување на сточниот фонд во овој крај има и ниската откупна цена на јагнешкото. Ја са зорлени зема по 120 динара и това ни иделија, ама и чуваме по 30 кила и одозгоре. И нас ни зедоа, ше викам некој. И нема, ја сега и зима имаме јагнишче па, имаме па пече се за давање. Ама нема на кој да дадем 90 динара, имале сметка да и дадеш и 70 динара. Нема. Ниси се борат само за ник, а за нас не. Не са изјавили на телевизора да речат за јагнешкото месо, да се денат на некаде во јагнето да турат цена. Не са турили още. Още не са ни изјавили. Се во ова во прашања ја доведува иднината на Малешевското јагне и сирење, особено во отсуство на конкретна стратегија за развој на овој значаен потенцијал. Многу тешко ќе биде да се вратат стадата во Малешевијата, иако нивниот квалитет е познат, и квалитетното јагне и квалитетното сирење. Меѓутоа, тоа сето треба народ, треба луѓе што живеат постојано тама, што е многу е битно, тие луѓе треба да ја познават работата. Годишно во Малешевијата некогаш се и произведува околу 20.000 канти со сирење или над 300.000 килограми. Иако во 2001 година Сдруженијето на овчари од Малешевијата го брендираше сирењето, сепак од тогаш досега речи си ништо посериозно не е направено за негова соодветна промоција. Овдешниот регион не успеа да го искористи ни интересот што Малешевското сирење со пиперка го предизвика на саемот на сирење во Ливеро, Франција, па освен на семските штандови, сирењето не се најде и на трговските рафтови.